Спортската судбина си поигра со Осогово тогаш кога беше пресудно, како да се преслика есенската завршница кога на 3 дуели жолтосините претрпеа 3 порази и од трета позиција паднаа на петата. А со само еден досуден пенал, со единствен гол, се можеше да биде поинак, да се слави пласманот во втората лига. На тоа е фудбалот. Чудни работи се случуваа на неделното дерби пред се во редовите на Осогово, а потоа и кај судиите од Струмица. Од скопските засилување, елегантно пополнетиот Мојсовски во улога на шпиц, постојано бараше топка, ниту една не прифати како што треба. На Трипуновски како заден за врска му се испокинаа конците, па не врза ниту едно паметно проигрување, а камоли асистенција за гол. На секогаш пргавиот Тасевски, на дербито не му се излегуваше оценката под западната трибина. Арсентиев одига како дебитант, на кој ножете му ги пресекла тремата. Единствено Мирче Натков со воредни напори се обидуваше да ја разбуди екипата, меѓутоа една ластовичка не прави пролет. Кога на такво Осогово ќе му се додадат перфидни суди кои знаеат да искалкулираат во пресудните моменти, кога требаше да се досудат пенали или втори жолти картони, тогаш шансите за успех против цврста екипа како Каменица Саса се минимални или невозможни. И што сега? Осогово има 2 бода предност пред Каменичани. За да ја задржи третата позиција потребно му се 6 бода, ама има 2 дуели против Плачковица во Радовиш и Беласица во Кочани кои не може да ги добие дури да го продаде цело Кочанско поле. Малку се една победа и едно реми, бидејќи со 4 бода на крајот ќе има исто колку и Рударите, со тоа што Саса има подобар меѓусебен скор, а и подобра голоразлика. Плюс Каменица Саса во последните 2 кола игра против Брегалници Делчево и против Рудар, кој сигурно ќе ги добие и ќе ја подобри голоразликата. Поради сето тоа е констатацијата дека Осогово од врвот падна длабоко во амбисот, што само по себе е крај за оваа генерација ветерани која се обиде, ама не успеа да му донесе на Кочани второлигашки фудбал.